Од доктор најмногу можеш да најбеш. Ако не ми верувате, прашајте ги СДС. Ја слушам Богданка Пуста, вика, ВМРО, вика, работи да го убие Социјалдемократскиот сојуз. Абе, Богданке, ВМРО нема време да се занимава вас да ве убива. Тоа е едно. Втора работа. Вие себе најубаво си се убивте. Тоа си се само утепавте. Сетете се на годините на вашето владење, на киксовите што ги правевте и на она ништо што не направивте. И сетете се на сите киксови од како паднавте во опозиција, колку пати сами се маавте со 2 цигли у глава. Ми звони некој секојаш вака ме прекинуваат, кој имам нешто многу важно и многу Значи сите се сеќаваат и на овие од најновава генерација киксои што ги имате, која сами се убивате со тоа циглите вака у глава, дан, главата у сендвич. Ни за милиметар не ги променивте ставовите што ги имавте додека бевте у власт. Ни за милиметар. А сакавте да се делегирате, да се поставите како новата силна СДС реформирана опозиција. Од тоа знаете дека нема ништо. Така што не е ВМРО оној кој ве убива, напротив, на ВМРО му требате живи. ВМРО вас ве одржи у живот, пошто додека сте вие живи, ВМРО нема никогаш да изгуби. Оти вие живи кога сте, не престанувате да иритирате македонската јавност, поточно македонците со вашите тези, политики, начини на водење на партијата. И сваќаме колку сте исти, колку сте непроменети. Затоа на ВМРО живи му требате, какви глупости. ВМРО ќе троши сила вас да ве убива. Покорисни сте му вакви, бе. Која партија на власт не би посакала опозиција како вас, бе, Богданке? Не заебај. ВМРО се занимавало со решението на СДС. Темек, поима немам тамо, вадат све некои тези, не знам. Овој работел за ВМРО, не работел. Шилегов работел за ВМРО. Овие. Тие гледате во партија што ви кажуваа дека не чини работата кај вас. Дека не чини. Дека ова раководство докторов самиот ве води до исклучување на апаратина и престанување на секоја мозочна активност, која што онака ви фали, пошто мозок како орган до сега не забележавме кај вас, во вашето тело. Оти да имавте мозок како орган, веројатно немаше малце од малце ќе се сетевте дека малце треба да поиманам, да прикочите, да свртите у некој сокаче лево, десно, тоест малце поише десно, па да почнете малце поише да зборите поиманам за некои национални интереси, ама не декларативно како што кажуете. Сега, постфестум, од кога распродадовте све, него малце по-конкретно со дела, па да им кажете на бугарите да се носат у 3 пичке материне со нивните уцени закани. Не. Вие сте истите. Вие секогаш се реформирате со намера да останете исти. Ваши луѓе од ваша партија, што сега некој ги исклучивте, појма нема, ви кажуваа дека не е добра работата кај вас. И вие што правите, наместо да го приберете, да се консултирате, да кажете, добре, ве кажи што не е добра, дај што да... Не, вие си ги исклучувате од партија.
Пошто не можете да ја поднесете вистината колку сте пред умирање, да кажем. Така што ВМРО не прави ништо со прст не мрда. Ја еве нон-стоп јас лично еве сум им апелирал у милион вакви видео обраќања на ВМРО. Аман, дотепајте ги, да не постојат. Вака сум кажал, ко сега што кажам, еве сведоци има, вие сите на Facebook. Дотепајте ги политички да не постојат. Нема милост. Сами бидете у држава. Нема други. Ми е гајле. Како сакате наречете го тоа. Цар ставете. Ајатолах. Шо сакате ставете? Јас сум бил тој прв што сум им кажал. Да ве дотепаат без милост. Да не постоите. Не. Постоите само благодарение на ВМРО што покаже милост кон вас. А ви кажав зашо ви покаже милост. Зато што му одговарате вакви живи умрени. Нема боља комбинација за партија на власт кога главна во опозиционерска партија им се живи умрени. Живи мртовци. Зомбија. Што не знаат кај тераат. Мозок нема на ниво на основен нагоне. Да јаде и да цица крв. Тоест да цица крв. Така јаде. Нема за жал. Јеби га, не ме слушаат овие од ВМРО. Ги молам, имам апелирам, не. И ако ќе кажете за тоа сте смешни, ВМРО го убива. Демек ВМРО тајни акции презимал, подмолни да го убие СДС. Пошто многу битен момент му е СДС на ВМРО сега у моментов. ВМРО не се занимава со други работи, со СДС ке се занимава. Со жив умрен ке се занимава. Немаат попаметна работа. Да ви евам, Богданке, многу сте бе, значи, како да ви кажам, ШЛББДП. Многу сте. Просто човекови ги слуша сообштенијата, не може да им поверува на собствените уши какви работи лупетат. А што се однесува до вашите пријатели од истокот на кои што им се клањавте, излезе дека нашата влада била во право кога бараше гаранции од ЕУ дека последните барања на бугарите, последното барање ќе биде отварање на уставот и примање на бугарите како државотворен народ овде во Македонија. Излезе дека сме биле во право, тоест дека владата, тоест дека премиерот бил во право кога бараше гаранции. Не ги бугарите, отворено вчера, завчера, кога беше, вика, па не, види, обаче вие може да не примите во уставот, ама обаче, но тоа може и да не биде последното барање за да бидете в Европејскиот сојуз, да ви го начукам. Видовте со кого имате работа сега, а? И вие како партија СДС уште ќе обстојувате на тоа дека бугарите се едни фини, цивилизовани суштества кои што гледаат во светлата иднина на Европската Унија, кои што се на некој начин маскотата на Европската Унија, што во суштина се, затоа што со својата политика надворешна кон соседните држави ги подкопуваат темелите на Европската Унија, но тоа Европската Унија многу доцна ќе го свати. Сега не. Многу доцна ќе го свати. Така што сега повеќе од било кога ја мислам треба да се излеземе
као попчиња, уште еден апел до ВМРО, како попчиња да се излеземе на референдум, ке кошта тоа јеби га сега. Да се излеземе на референдум и да си го кажеме нашето мислење за договорот со Бугарија, па и за оној со Грција, што ги подпиша живите умрени од Социјалдемократскиот сојуз во наше име без да не прашаат. Сега е, мислам, најубавиот час. Референдум, прашање. И да му пратиме порака на светот за она што мислиме за нивните членки, браќа и сестри во Унијата и за она што мислиме за нивните вредности, кои што се на хартија едно, во пракса изгледаат малку поинаку. Ете, тоа е од прилика, само имам мистерија ми е голема. Како успеа оној бугарашки скот да се протне во предизвикувачките моменти од историјата на самостојна Македонија, суверена Македонија, како успе еден таков бугарашки скот да се протне и да го фати највисокото место во државата. Го слушам со години, последниве денови го слушам со денови, како паламуди за тоа дека уствари како прави од бугарите главни спасители на евреи на Балканот за време на Втората светска војна. И му ги читам, морам да признам, тие небулози, фантазми бугарашки, и само ми се буди ова едно единствено прашање: како успе еден таков бугарашки скот да застане на највисокото место во Македонија пред години. Не ми е јасно. Мислам, јасно ми е мене како. Но не ми е јасно кој тоа од нашиве дали не го увиде, дали го увиде ама замижа. И се можете да замислите од денешна позиција тој бугарашки скот колку штета има направена на оваа држава, особено што во тоа време оваа држава беше агресирана воено од страна на непризнаена членка на Обединети нации во тоа време, непризнаена држава Косово. Па вади некои тези, не знам кај ги читал, дека знаете до кајде тој простотилак бугарашки на бугарашката пропаганда излегува и кажува тези од типот: нашал податоци дека од околните земји, вклучувајќи Македонија, за време на Втората светска војна во тоа некој поима немам, некој меморијален центар кај што има поима немам, некоја книга на сеќавање на ово она, пишело дека најмалку македонци за време на Втората светска војна, најмалку македонци спасувале евреи. Најмалку евреи биле спасени од македонци. Тој бугарашки скот со ваквите тези фактички кажува на јавноста, демек, македонциве најмалку имале интерес да спасуваат евреи, пошто сега, пазете, едни таква фашистичка држава, фашизоидна, што застана на стана на Хитлер, сега има потреба да се посипуе со пепел, тоест да си ги мие рацете, да се прикаже дека била на позитивната страна историјата, па демек спасуеле евреи.
По тие нивни тези сега треба да покажат дека македонци, најмалку македонци спасувале евреи. Абе, скоте бугарашки. Можеш да вадиш уште 300 вакви тези. Македонците може немале време да спасуваат толку евреи кои што сте ги спасувале вие бугарите, да кажеме, од проста причина што македонците мораа прво да се спасуваат себе. Скоте бугарашки. Мораа прво да се спасуваат себе од вас, бугарските фашисти, од балистите, од оние фашисти на Надуче и на германскиве нацисти. Најмногу од вас и од балистите. Скоте бугарашки. Затоа немаа време може толку да спасуваат евреи. Па помалце се на број. Мораа себе да се спасуваат. Тоа е едно. Второ. Рогови да ви никнат, толка е ногти да пуштите. Вие не можете да се преместите од позицијата на лузер, фашистичка творба на цар Борис, која што застанала на страната на најмрачниот, злосторничкиот режим од постоењето на човековата цивилизација, нацистичка Германија. Толкај ногти да пуштите, вие нема да можете да се преместите од фотелјата на лузери, тоест од триножецот на кој што седите како лузери во Втората светска војна, на страната, тоест да се преместите на фотелјата кај што стојат победниците. Или сите народи кои што се ставија на страната на антифашистичката борба за ослободување на Европа од нацистичка Германија, фашистичка Италија на Бенито Мусолини. Толку. Понатака со вас и не треба да се разговара. И ова е причина повеќе, пошто никој муцката не му ја затнува на овој скот бугарашки. Тоа е причина повеќе ние да излеземе на референдум и да си кажеме што мислиме за влез на бугарите во македонскиот устав. Нека види светот јавно, демократски, како македонците изразуваат својата политичка волја, па да видиме и дали на вистина у Македонија има 150.000 бугарски пасоши. Да видиме, вие викате има 150.000 македонски пасоши, значи у Бугарија, бугари у Македонија, што им е страв да се каже дека се бугари, па што е многу опасно да се каже дека си бугар. А пошто е толку многу опасно, ти скоте бугарашки ти е дозволено да лупеташ вакви работи против македонците. У принцип на меѓу редови да кажуваш дека македонците не икеле на евреите да им помагаат бугарите колку што им помагале. И албанците исто многу им помагале. Али македонците најмалци им помагале. Таму е бешматер. Како ја не сум на некоја таква начело на некоја таква да имам некоја таква позиција, да можам да одлучувам у поглед на ваквите појави во македонската држава. Би било многу другачи, многу другачи. Ете, тоа сакав да ви кажам. На Богданка и го кажав тоа што сакав да го кажам, дека напротив треба да му ги бацуваат нозете на ВМРО што ги одржува у живот,
Се као у форма на живи умрени ги одржува, ама тоа што се умрени си се самите криви. А овие само што ги одржуваат у живот, колку, знаеш. Кој паметен неки идиот покрај себе? Полесно за да му покаже на светот колку е паметен. Оти разликата одма се гледа. Да го имаш СДС покрај себе као опозиција е благодет невиден. Си гарантираш власт у наредни 12 години. Жив умре. Го имаш као опозиција, место он да биде срчан, жесток, силен, бескрупулозен, храбар. Онака пробивен, немилосрден, искрен, чесен, кој што ќе влече напред, ќе биде авангарда, ќе каже дајте ова, зашто нема уште референдум за глупите договори што ги подпишавме со Бугарија, со ова. Тоа треба денешната опозиција да биде. Дајте ова, дај да раскинеме договорот со Грција, дајте да си го вратиме уставното име. Тоа е опозицијата каква што би требала да биде. Ако више, нели, а овие живи умрени. Тие ставови што си ги имаат додека се убиваа на власт, додека се само отепуваат, додека се на власт, до ден денес си ги влечат истите ставови. И ВМРО им е после крив. ВМРО ги убивал. Тоа сакав Богдан кај тебе да ти кажам, а на сите вас останати сакав да ви кажам за бугарашкиот скот, да не му верувате ни збор. И тоа е интересно некој да расчепка од новинариве, по архиви, податоци, луѓе, сведоци, ако се уште живи. За жал, едниот кој што може би најмногу кумувал овој бугарашки скот да дојде на некој начин на врвот, одамна е умрен, еден од основачите на ВМРО, Драган Богдановски, кој што после во една своја колумна во Нова Македонија отворено се покаја што го поддржувал. При тоа скачување на партиските скалила кон врвот, остана тоа неодговорено прашање како успел да стигне уопште тамо каде што беше, за после тоа да стане она што стана и да ни се кака на главата на сите нас, на јавноста, ние упорно да мораме да бидеме принудени да ги слушаме неговите бугарашки фантазми. Ете, тоа е. Тоа, се гледаме, се надевам дека нешто успеав да се артикулирам, нешто паметно да кажам.